Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Уште во првите денови на декември се слушаат првите пукања на петарди. Овие пиротехнички средства најчесто ги користат децата и ги доживуваат петардите како играчки, а нивните предизвици и докажувања со овие направи се опасни. Па така некои деца останале без прсти, некои без шака, а многу повреди има и на очите. Во пресрет на празниците, лекарите секогаш предупредуваат и често се сведоци на страшни сцени и повреди кои настануваат поради користење на петардите. Секоја година иста песна. Децата покрај тоа што фрлаат запалени петарди успеваат да смислат и нови начини како да се повредат себе си или своите блиски. Секоја година во декември тимови составени од полицајци и лекари во училиштата одржуваат стручни предавања за ризикот од употреба на пиротехничките средства. Кој им продава и кој им купува петарди на децата? Кој им дозволува на децата да си играат со овие опасни играчки? Родителите не знаат или се прават дека не знаат дека нивното дете пука петарди? Полицијата превзема акции против продажбата на петарди и жижици, ракети и други разновидни пиротехнички средства. Но продавачи има, а во периодот пред Нова година се појавуваат како печурки по дожд. Казните се големи. За продавачите казна затвор е од 1 до 5 години. А тие кои што употребуваат разновидни пиротехнички средства се глобат со сума од 200 до 500 евра. И никој не се плаши од законот. Зошто ниту продавачите, ниту купувачите не се плашат од законот? Тоа е централното прашање во денешно издание на Црвена линија. Сега имаме и прашање плюс, кое што можете да го одговорите ако веднаш не заследите на Инстаграм. Се разбира, доволно е да кликнете. Прашањето изгледа вака на Инстаграм стори, односно прашуваме кој е виновен ако дете фрла петарди. Верувам дека наскоро ќе може да видите на екраните како изгледаме на Инстаграм стори, така да имате овој пат две опции за одговор. Под А родителите и под Б општеството. Кликнете на вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме некаде пред рекламите. Но секако во ова издание на Црвена линија, како и секогаш очекуваме да ви имаме во огромен број, да ги споделите вашите искуства, секако мислења и ставови и да не заборавите дека веднаш по вртењето на 02307 0005 задолжително треба да се намали целосно тонот на телевизорот, за да се слушнеме веднаш добро и секако да нема чувство дека некој друг зборува наместо вас или пак уште полошо да мислите дека воопшто не сте вклучени, а веќе ве слушаат гледачите. Ние почнуваме со Црвена линија и верувам дека го имаме и првиот гледач на линија. Добро вечер. Го имаш Тина? Роме од Биџево. Роме, добре ни дојдовте во Црвена линија. Во Биџево, еве, забележувате ли секој период пред Нова година да има огромно користење на пиротехника и петарди? Да, и порано се употребува, ама тоа е лоша работа. Една година, кај една куќа за мало, ако не го удриш по рака да му е фрда петардата, ќе скинеше прстите. Тоа е многу лоша работа. Каде ја гледате вината, еве што секоја година постојат и строги казни и глоби кои што треба да се платат доколку поседувате или продавате пиротехника? Зошто не се плашат еве ниту продавачите, ниту оние кои ги користат петардите? А продавачите само за пари да земат. Не име интерес ними за децата што ќе им биде. Само да земат пари. А родителите дават парите на децата. Поче се криви родители. Едно време се правеше такви работи и кајнаци во село моје. Ти кажува, нема треза држава. Тоа е опасна работа. Забележувате ли да речеме дека од надлежните се интервенира доколку се пријави продажба или пак употреба на пиротехника? Абе, тие знаат како да направат, пак ќе ја продајат. Нема што ми да се распреси. Тие знаат како да направат. И затоа
Треба да се внимава. Тоа е многу лоша работа. Благодарам многу, со вас ја почнуваме Црвена линија, топло препорачуваме да останете со нас. Продолжуваме со вклучување на гледачите. Добро вечер. Добро вечер. Па еве господине Љупче, зошто не се плашат ниту купувачите, ниту пак корисниците на пиротехника? Ја мислам дека е слабата контрола. Видете, да нема забуна во Македонија, можете легално да увезете пиротехника. Доколку сте овластена фирма за која се бави со тој вид на бизнис. Проблемот е после тоа контролата, што треба да се направи каде и како, вие ја следувате таа пиротехника што ќе увезете. Коме е продадена, па тој како ја дистрибуирал и каде ја дистрибуирал. Тука ние, пазите, кај нас се прекине ланецот на контролата. Како се појавува да не кажам на црниот пазар или на улиците таа пиротехника која е забранета, е поставено прашањето. Тука треба да се одговори, тука треба да се најде кој го изигрува законот и како го изигруваат. Дали е контролата, речеме, со извртување на фактурите на увозот, по се увезува роба која е повеќе од колку што е во царинската декларација. Дали имате фиктивна фактура на извоз која е заверена со печати од царината дека робата искочила надвор од државата, уствари камионот се вратил во државата. Со тоа тој одговор треба да се бара во МВР и во царината, да ви кажам право. Ајде, според вас, како децата успеваат да имаат пристап до петарди? Родителите купуваат, јавна тајна дека родителите им купуваат. И нешто купуваат сами, меѓутоа грото имаат и родителите им купуваат. Не размислувајќи евентуално што може тоа да предизвика, ако и како децата се куражат во уидина, тоа сами да го направат. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Па децата не знам дали родителите му купуваат. Ало? Да, ве слушаме. Не знам дали родителите му купуваат или самите деца си купуваат. Парче, 2, 3, 5 парчиња. Кола е работа, може да си скусат од ужинката и да си купат петарди. И нормално тие петарди се подеднакво опасни како тие што родителите што би им купиле. Според вас еве зошто ниту продавачите, ниту па корисниците вака на пиротехнички средства не се плашат? Продавачите се доста спремни тука во таа работа, кола е работа, знаат кои се инспектори, знаат кои се полицајци таму, знаат, ги препознаваат сите луѓе што би можеле да му нашкодат нешто. А некои работат и ортачки со нив. Така да не се залажуваме многу, значи некој има и ортаклук во таа работа. Меѓу полицијата и тие продавачите, шверцерите. Така а децата, кола е работа, идат многу лесно идат до петардите, ќе купат 5-6 петарди, доста се. А 5-6 петарди, со 5-6 петарди можат и прстите да му одат, ако не знам да ги употребат како што треба. Така подеднакво е опасно. Се е опасно тука со тие работи. Така, благодарам многу. Ке подсетиме дека од неодамна поточно викендот повторно по трет пат на иста локација во Скопски Капиштец населбата повторно беше мета на вандализам. Но овој пат всушност не се возеа ниту багери, ниту пак се крша реквизити, туку она што се правеше дека имало, се разбира, викотници, употреба на петарди и секако најверојатно некакви препирки и тепачки. Но ние денеска фокусот ни е на употребата на петардите, кој што е буквално па понекогаш може навистина и да предизвика такви повреди кои што ќе бидат фатални и секако долгорочни. Па ние прашуваме еве пред се зошто оние кои што продаваат петарди, па и оние кои што користат, како да не се плашат од законот кој што секако за употреба и нелегална продажба и како има високи глоби казни. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Најубава вечер и на вам. вашата екипа. Благодарам. Вака, за тоа се криви родителите. Затоа што посакаат децата, мора да им се исполни желбата. И затоа дојде до тоа. А тие што продаваат, тие се уште полоши.
Треба само за пари да дојдат. Толку имам. Ви благодарам, пријатно. Благодарам и вам што бевте куси, но секако исклучително јасни. Продолжуваме со останатите гледачи. Добро вечер. Ало, добро вечер. Поздрав и до вас од Црвена линија. Поздрав и до вас. Благодарам. Прво се криви тие што дозволуваат да се увезуваат пиротехничките во справи. Прво криви се тие. После се криво општеството. И на крајот се криви родителите што и купуваат на децата такви пиротехнички справи. Затоа што и колку на детето да му кажуваш дека е тоа опасно, оно секој пат оде на оно што е опасно и таму се придружува. Никој пат не може да сване дека може да остане без рака, без нога или не дај Боже без око. Значи, се вкупно, целокупниот апарат на оваа држава е крив за тие пиротехнички справи. Затоа што и да држат предавање, и полиција, и не знам кој друг да држе предавање, се е џабе. Децата денешни се воспитани да трчат кон опасните игри. Не сакат да бидат мирни, не сакат да слушат, едноставно терат си по свое. Најинтереснiji се на ни опасните игри што ги играат повеќе отколку оние мирните игри едно време што се играе. Затоа настануваат овие повреди на децата. Благодарам многу и вам за одговорите. Од Министерството за внатрешни работи најавуваат и казни. Полицијата всушност ги засилува активностите пред новогодишните празници, се превземаат мерки, но и акции против пиротехниката. Само минатата недела во главниот град биле откриени околу 40.000 пиротехнички средства, а по брза постапка лицата кои биле фатени веднаш биле спроведени пред судија. На претходна постапка им биле изречени мерки како одземање на патна исправа и јавување во судот еднаш месечно. Но факт е дека уште овој викенд и тоа во централно градско подрачје во Капиштец, станарите беа сведоци дека има употреба активна на пиротехника, како и пискотници, викотници и повторно на иста локација, но овој пат поинаква приказна и тоа од страна на малолетни лица. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас. Сакам да информирам дека тие продавачи на тезгите, кои ги гледаме во Бит пазар, не се обични. Тие се на некој голем функционер. И секое преземање на власта, тоа иди до смена на тие тезгаши таму. Значи, Бит пазар е препон со петарди. Ајде да одиме во другите градови на пазари, во Битова, во Прилеп, во Охрид. Дали има такви пазари? Еве, земете ја камерата, дали има такви пазари? Не има такви пазари. Значи, тие големи функционери секогаш продаваат за некој ситен да настрада. Само бизнисот се сменува со смената на власт. И тоа е тоа. Значи, тоа не е скриено. Сега ние ќе ги ловиме некој во джепо што препродавал. Тој купува на големото. Тезгите се преполни таму. Зошто не знај точковски кај се тие, кај се продава? Во секој јавен ден влезет, има по 15 тезги на се. Планина од петарди. И то какви сакаш, во рај различни димензии. Ајде и ова да ни кажете, според вас, зошто дете фрла петарди? Кој е виновен за тоа, родителите или општеството? Вие да ми кажете, господи, ако не се продаваат тие петарди, детето, моје или ваше или на другото, ќе ги најди да ги купи. Значи, таму јавно се продаваат. Така, благодарам многу еве што споделивте со јавноста, кој е вашето искуство и секако кои се вашите ставови во однос на темата. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Добро, во продолжение ќе потсетам дека секако оние кои што нема да можат да се вклучат директно во живо во Црвена линија, телефонски, тоа можете да го сторите и преку коментари и споделување на социјалните медиуми, Facebook, Црвена линија е нашиот профил,
како и профилот на телевизија Тилма, и сето тоа може да го правите дури и по завршувањето на црвена линија. Денес секако прашуваме зошто ниту продавачите, ниту купувачите не се плашат од законот. И според вас, како и зошто се случува децата да имаат едноставен пристап до пиротехника и употреба на петарди? Вината ја гледате во општеството или пак во родителите? Добро вечер. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме со гледачот, гледачката? Добро вечер. Дали сум на линија јас? Да, повелете, ве слушаме. Благодарам. Вака, прво ќе кажам најоригиналното, а после вие размислувате како сакате. Вака се. Прво, за една продадена петарда, дали на оној што ја нуди и оној што ја купува. Минимална казна 1000 евра. А како има поголемо количество на препродажба, да се движи тоа до 10.000 евра. Верувајте дека 100% никогаш не можеме да го сузбиеме тој нелегална продажба, но ќе се намали сигурно, ако не повеќе, барем негде за 50 до 60% ќе се намали. Ќе ги заштитиме децата да не се повредуваат, да не бидат без прсти, без очи, без уши, што се вика, да не бидат со трајни последици. Меѓутоа, овдека ќе му земам уште една друга мерка. Овдека, тој родителот на детето, затоа што тоа дете не е под контрола, отлично да купи, да речем, петарди. Или татко му купил, ќе каже детето кој му и набавил тие петарди, за родителот да биде минималната казна 3000 евра и да одлежи малце на одмор во Идризово. Тогаш ќе размислат сите оние кои купуваат такви средства. За мене тоа се убојни средства, бидејќи може да останеме инвалиди до крај на животот. Да бидат најстрого санкционирани и на тој начин фактички ќе го заштитиме прво по младотот, а потоа ќе го заштитиме и нашиот джеп да не плаќаме казни. Благодарам многу. Посетување, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди одбројува за едно јавување. Имајте во предвид, доколку сакате нови 90 секунди, слободно завртете го повторно нашиот број. Добро вечер. Ке подсетиме, секако петардите и пиротехниката се актуелни, особено во овој период, некаде пред дочекот на новата година, но факт е дека до пиротехника најверојатно низ целата година има пристап. Ке подсетиме за еден настан за кој што информираше и телевизија Тилма, поточно на tilma.com.mk, кој што се случи на 6.9.2024 година. Всушност беше поднесена кривична за 14 годишно момче, кое што беше обвинето како сторител за пожарот кај расадник со уште 2 деца. Поточно како причина се наведува фрлање петарди со кои што запалиле сува трева. Ние денес ве прашуваме зошто ниту продавачите, ниту пак купувачите не се плашат од законот. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Ве слушаме во црвена линија, сте, повелете. Да, на линија сум. Да, на линија и во црвена линија. Добро вечер, добро вечер. Потпуно се го поддржувам претходниот гледач, слушател, односно, што многу добро изјавил. Не функционира казните овдека во Македонија. Абе, отери казна, ставимо тука, нема тука мрдање. Продат петарди од 1000 до 5000 евра. Казна. Децата, родителите казни ги. Немојте, бре, не е тоа шала, бре. Се направи на црно. Ја не знам од каде иде тие петарди, од кој канал иде тие петарди. Некој се збогатува со тие петарди. Па не е тоа фер, бе. Децата млади нами, тоа дете како дете ќе купи. Ама не е тоа решение. Ќе напред со око, некоја рака, што ја знам таму некои тие последици. Тоа не е фер од никого. Меѓутоа, казните да се строго, да бидат стриктно, а не да се пуштат, кој како. Ги носи во суд, тој таму пред полицајцот каза, го носи судот го макин казата. Не е тоа решение. Па ја, казната си казам, стопираме тука од плата, од едно друго што има, како има тому приходи. А ако не, нека одит на одмор во Идризово, што вика. Тоа е, господи. И благодарам многу за вниманието и имате убав ден.
Најубав ден и секако благодарам за вашето учество и топло препорачуваме секако да останете со црвена линија до завршувањето за да слушнете и останатите гледачи што ќе кажат. Меѓу другото, еве и ќе ве охрабриме како и еден од гледачите кој што кажа доколку сте виделе нели незаконска продажба на пиротехника, дали сметате дека е лесно достапна, дали сте сведок на продажба, значи еве може секако граѓаните движат низ своите места, низ пазарите, па може да забележат, верувам, секаде онаму каде што може да се купи забранета пиротехника. Конкретно денес зборуваме за тоа зошто според вас, еве, кои се одговорите, се има впечаток како да и продавачите, но и купувачите не се плашат од законот што се однесува до употребата на петарди. Добро вечер. Добро вечер, почитувана водителке. Поздрав до вас, од црвена линија сте. Видите, јас како 80 годишнин 56-та година со мој братучет, 56-та година го памнам, ден денеска го памнам, у доме да украдеме 2 лубенчиња. Превидејќи имаше падари тога и фанаане, родителите 3 месеца срам ги беше да испаднеа од селото, зато ниното дете украдело лубенче. Замислите, како рцет, како поштување имаше тога и како срам имаше. Сега оваа 30 години што владее оваа наша мила Македонија. Ама лък, кради, плачкај, кради, не одговарај. Се ајде учишта арамии, не децата. Абе, кој сакаш више, нели гледаш? Што владее, еве како водителка те замолувам, кажи што функционира у наша мила Македонија. Што напредува? Не децата, пак прво делење мобилено, такси чека на 500 метра. За кој деца збореме више? А родителите више да не ги споминјаме тоа. Јасно, ВМРО-ве, това е здове. Кој ми може, бе, на власу ја, што сакам ке правам? Чудо невидено, господице, свака ви час што трпете вакви јавувачи како мене, меѓу тоа живи и здрави само. Моите си черени, такво у Германија нема такво чудо, такви арамија и дучишта. Него бидете живи и здрави, поздрав и Бидете живи и здрави и еве од прва рака ви укажувам на тоа дека ниту еден гледач не го трпиме, туку секако сакаме да ве слушнеме со оглед на тоа што Црвена линија е емисија која што ја креираат гледачите, поточно може би многу поточно кажано граѓаните. Денес темата ни е незаконската употреба на пиротехника, особено употребата на петарди од страна на најмалите, односно на младите, а како и илегалната продажба и достапност на истите. Употребата на петарди ќе потсетиме дека може да има долгорочни последици, поточно последици кои што може да бидат фатални и секако да го променат на многу полошо понатамошниот квалитет на живење. Но децата се додека се малолетни, за нив одлучуваат возрастните. Па еве, ќе почнеме, може би гледачот или гледачката ќе каже каде ја гледа вината, односно зошто децата фрлаат петарди, тоа е поради причината ја гледа во родителите или пак во општеството генерално. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас. Се јавувам од центарот на петардите, од Битпазар. Да, па нека дојде некој да снима, да види што се прави. Колку има, полицијата си поминува поред нив и уопште као да не ги забележува. Второ, до Кипер продавницата сега што се отвори след неколку месеци, отворија продавница Панда, што се вика за пиротехнички материјали. Кој е тука виновен? Значи, државата ни е крива што им дозволи продавница да отворат за пиротехника. Кој дете размислува што ќе се случи? Како да е, постои секако, доколку е тоа законски одобрено, да функционираат и постојат нели продавници кои што обезбедуваат и огномети за прослави. Но прашањето е зошто купувачите или пак и продавачите не се плашат од законот? Јас се плашам од несреќи на децата.
Ме разбирате? Еве зошто тие не го земаат тоа во предвид дека го ризикуваат здравјето на детето? Па не знам јас што прават. Ја за мене кажувам. Овдека на Битпазар нешто живее од петарди. Така, добро, благодарам многу, драго ни еве што споделивте, како рековте, се увете од центарот на употреба на петарди во главниот град, така да еве ќе ги охрабриме и гледачите секако низ ваша призма и ваше сведоштво и искуство еве да споделите во моментот дали забележувате места каде што се продаваат пиротехнички средства, петардија, тоа не е дозволиво. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ја имам едно прашање. Добро вечер. Ве слушаме. Имам едно прашање. На кој начин петардиве и тие пиротехнички средства доаѓаат во со дронови? Ало? Ама ве слушаме, продолжете се слободно. Ама се мешаме со љуѓе. Дали ви е намален тонот на телевизорот? Намален ми е. Добро, ние одлично ве слушаме, продолжете. Ја викам, дали со дронови ги донесуваат тие пиротехнички или некој е виновен? Ало? Да, продолжете. Тие прво во системот е, ако на царина тие се спречат, тие нема во државата, нема кој да продава, тие нема кој да купува. А вака, помините на Битпазар, јавно и пред судот на тезгас истакнати си продаваат, никој не ги брка. И што понатаму бараме, а деца, како деца, али тука пак и вината е и во родителите. Мора да поведат малку сметка повеќе, за да децава помалку доаѓаат до нив. Ја имам... Ке подсетам 90 секунди е време трењето, ке ви се заблагодарам секако за вашите одговори. А ке продолжиме понатаму со вклучување на нови гледачи. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па види, нели беше тој милиардерот, богаташот, што го зема Соравија, нели и него го фатија со едно таму джипче, пуно со тие работи. Нешто му се случи, му палеше влакно од глава, нешто од косата. Или така само пројде работа. Зашто па да другие да не му се секираат? Гледате, Светошковски е запатен со акции во Арачиново, ваму, таму, анаму. Ама пробиени акции, тука е малку лошото што е запатен со пробиени акции, каде што некој ја пуштил патката да плива во вода. Што значи дека да ова со пиротехникава и у Јосип Броз времето не беше заплено. Значи, у Јосип Броз, ја како дете сум се снаоѓал баш тој Битпазар таму, да си купам некоја петарда. Немаше толку застапена како сега, ама имаше од тие зелените. А постоја ли казни, постоеше ли страфи од казни дека доколку ве фатат? У Јосип Броз времето едина овластена продавница кај што можеше дете да се радува на такви пиротехники беше Тутун. Тогаш го вика Тутун. И имаше еден продавач, постар човек, продаваше само едни како кромичиња. Едини тие беа петарди што ги пукавме. Сега ке стидеш на Битпазар, ке нашеташ пиратски, поздрав. Поздрав, благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Добро вечер. Поштовање, госпожа. Огромна почити до вас. Поздрав до вашата екипа што ме уклучија. Поздрав до сите гледачи и слушатели што се јавија во текот на денот и што ќе се јават. Тоа е последна емисија. Благодарам. Слушайте, 30 и кусур години владе пиротехничка мафија. Само Енвер Хоџа, Чаушеску, ове сега што е на Кореја, Северна Кореја, само тој може да сотре. Или да биде поозбилен. Закон да има, што каже предходникот, 5 пати што вика, ало, ја ли сум, не сум тој. Треба да следи, како?
Од царина, Закон има, значи, има и казни. Еве, зошто не се плашат продавачите и купувачите? Ама како вака сега, јас се нервирам, ми е криво зашто младината да, не дај Боже да со тие петарди цел живот да останат некој инвалид. Уште во царина се знае декларација што се уведе, како се иде. Уште на царина кој ќе се заплени тоа возило. Ја имав прилика 4 години работе во таква фирма, не е битно кој царине кај што да апла влегуваа пиротехнички средства. Никој не му става крај на тоа. Све тоа затоа вика мафија. Крај само ви кажав, Чаушеску да стане Енвер Ходжелева. Мора да се стави еднаш крај на таа мафија. Не само на тој сегмент. Во сите сегменти ако сакаме напред. Ако не, ке ми вака ќе си правиме со години муабет. Благодарам многу и вам за учеството. Еве ќе прочитам и дел од коментарите, ќе подсетам и ќе ве охрабрам доколку не се вклучите во Црвена линија во живо, коментирајте и споделувајте на Facebook. На профилот на Црвена линија денес изгледаме вака, всушност имаме и порака: биди разумен, не пукај петарди и пиротехниката не е играчка, а прашуваме зошто ниту продавачите, ниту купувачите не се плашат од казните. Игор Јанковски напишал: здраво, здраво Игор, што се однесува на употребата на пиротехнички средства, треба поголема контрола од страна на припадниците на Министерството за внатрешни работи, а од друга страна треба и поголемо внимание, исто така да посветат родителите кон своите деца во однос на едукација за неупотреба на петарди, чија употреба може да донесе несогледливи последици. Исто така, според мен, има многу начини за прослава на новогодишните празници, а петардите не би требало да бидат средство за прослава на нова година. Во однос на вашето прашање за виновни како одредено дете фрли петарда, сметам дека е виновно и општеството, но исто така вина треба да се баре и од страна на родителите, чии родители самите им купуваат петарди на своите деца уште од мали нозе, што самото представува преседан и загрижувачко нешто. Петардите не представуваат значајно нешто за дочек на нова година, а спротивно може да донесат и трагични последици од нивната употреба. Поздрав, секое добро, Игор, и до тебе. Продолжи да не следиш. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушаме во Црвена линија. Слушаме? Да. Вината не е ни во родителите, ни во децата што ги купуваат, што пукат. Тие не ги наоѓаат на рафтот па додат да ги купат таму. Вината е на оние, има цепки на граница, така пошироки, и преку цепките доваѓаат. Од Бугарија, Албанија и Косово, оттамо доваѓаат. Кога ќе се исчистат тие на граница што пуштат цели комбиња, полни со текстил, и ќе помини комбево, дај толку пари и бегај. Уопште не го гледаат. 50% бутици во Скопје така работат. Па внатре не петарди и бомби може да внесат да донесат. Се и се што. Тоа е паш и бузлук на границата. Границата и друг пат сум рекол треба да се чисти. Да се чисти, да се стават лојални луѓе што ја сакаат државата. Не да ставиш луѓе што ја продаваат, што ја растураат. Еве се виде во сите сегменти проблемите кај излагаат, што ја растураат државава. А да херметички ќе ја затворам пиле, не сме да помини. Како со чешел, бочки ќе му барам во главата да ги има, па да го пуштам да влези. А не ќе го бракам низ бит пазар, низ градот, кај ќе го најдам ја. Тоа е глупа работа за мене. Ти не го плаќаш таму кај што е внесува робата, после кој ќе се... Благодарам многу и вам за одговорите. Внимавајте само на тајмерот, 90 секунди е. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Како да, ќе подсетиме дека забавите за нова година со петарди често имаат и трагичен крај. Речи се, секоја година во Македонија има најмалку 10
Повредени најчесто се деца со изгореници и откинати прсти од пукањето, петарди и пиротехника, кои се опасни воедно и за животните, бидејќи може да добијат срцев удар од шокот. Како да е покрај опасноста и годинава, како предновогодишен декор, на пазарите се продаваат петарди, пиротехнички и други распрснувачки средства. Тие се нудат на импровизирани тезги, иако е забрането тоа. А ние во Црвена линија ве прашуваме зошто ниту продавачите, па ниту купувачите не се плашат од законот. Добро вечер. Добро вечер, ако сум јас. Секако ве слушаме, повелете. Поздрав. Па како ќе се плачат кога не функционира закон? Значи закон има. Ние имаме за све закон, меѓутоа за жал кај нас не функционира законот. И сега, ајде, што ќе се плаче? Ќе си земе, ќе си направи тоа што му е кејфот, мезов и готово. Значи јас во мој живот не памтам, еве и деца големи и све, значи не памтам, им купувале, им давале, меѓутоа не сакат никако овој петарди, нити пак употребувала една година, кога беше дечек на нова година. Значи, од тогаш никој подвише не сум отишла, затоа што една петарда, ама како ми помина тука ми измогите, како купуи, значи само изгледа Господ, никој друг. Значи, ова лично искуство. Една година имаше една девојче што беше Наташа со петарди, некој ништо што се случи. Значи, имаше и некој немили настави. Меѓутоа, има повеќе повреди. Значи, не знам каква држава, еве сегдека има. Ја разбирам, еве сега овие плават пиротехнички, не знам, прават, поправат, како прават, меѓутоа знаете што е тоа, вие индивидуално да земете и да фрлате, сега ќе дојде од века кај мене на улица, значи седиш дома и кјупиш, ни прозор не отвараш, мириса, фрла кој ќе дојде. Ја не знам кое е тоа чувство што се задоволуват толку со тие петарди. И значи треба подхитно, ние немаме полиција, немаме кој. Значи по кај нас не е подкупено. И преку банани може... Внимавајте, тајмерот е 90 секунди. Благодарам и вам за учеството. Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте, повелете. Здраво. Јас се согласувам со претходниот гледач што каже дека царината сепак е најголем виновник за влез на пиротехнички средства во земјава, меѓутоа, ако веќе се влезени на ваков или онаков начин, мислам дека е многу лесно да се спроведе ред. Секој деневно, место да се праќаат пајак возила и да дежурат полицајци во близина на Зимзоленд, едно нешто подобро направено во последниве години, може истите тие да одат на Битпазар во цивилка, не мора да се облечени. Секој ден по 10 души нека шетаат и нека ги запленуваат и нека ги казнуваат и нека ги собират пиротехничките средства. Ние родителите си ги воспитуваме дома децата, меѓутоа не сме 24 часа со нив. Ако моето дете од 14 години после школо можело да оди и да купи петарди, среќа што ми кажа, ете, било и си купило петарди, значи секој дете може, достапно е за сите. Полицијата, полициската станица на неколку чекори од тезгите. Значи, ајде, зошто според вас не се плашате од полицијата? Затоа што нема закон. Буквално полицијата е слепа и глува. Само ради тоа. Значи, они одат и казнуваат таму каде што не треба. Секој деневно се взимаат со пајак служби, полиот, Зимзолен, казни, инспекции, ама на Битпазар. Така, благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме. Во Црвена линија сте, повелете. Прво, ја ќе започнам вестите ваши. Ало? Да, ве слушаме. Од вашите вести. Целите вести со што беа, извинам? Со Груби и компанија. Па, знаеме кој е Груби и како стапи на сцената дојде до подпредседател на влада. Дали е тоа во ред? И сакаме да ги бркаме ние потенцијалните кој ги купува, кој ги добавува овие, речете ги... Пиротехнички средства. Пиротехничката, па да не идем подалеку. Македонија, Скопје, уствари, од, речете го, од судска палата до тамо, до после Чаир, после стадионот, е екстериторија на цела Македонија.
тука пристап нема милиција, а у средината е полициска станица. И тоа не е станица, зградурина, ако збориме. Второ, вика еден господин рече лојални треба да бидеме на државата да сузбиеме криминалот на пиротехниката сега. Па лојални они примаат своји луѓе, да не зборам шиптарите. И тие и па се активираше црвената линија. Секогаш можеби за прв пат имате учество во контактната емисија Црвена линија. Нашата црвена линија се вклучува кога секако се употребуваат зборови кои што се несоодветни, навредливи и секако зборови кои што лудираат на говор кој што лудира на насилство и омраза. Така да секако можете да поентирате, да си ги искажете вашите ставови и мислења, но без употреба се разбира на зборови кои што се алудираат, ќе потсетам, на омраза и кои што се навредливи. Продолжуваме понатаму. Благодарам и за гледачот. Верувам дека следниот пат ќе искаже мислење со употреба на оние правилни зборови. Како и да е, ние сега е време да видиме како одговорија на Инстаграм. Денеска секако и гледачите, па и оние кои што не следат на Инстаграм, ги прашавме кој е виновен ако дете фрла петарди. Дали е тоа под А, родителите или општеството. И нормално е, еве ги и резултатите во проценти. Ке потсетам за следете на, ако не следите на Инстаграм. Под А, рекоа родителите 80%, а под Б, општеството 20%. Време е да ги погледнеме рекламите, а потоа повторно заедно сме во студио. Благодарам многу што ја креиравте и оваа понеделничка црвена линија. Јас верувам дека во пресрет на дочекот на новата година и овие денови ќе има се помалку присуство на нелегална употреба на пиротехника, особено петарди од страна на децата. Можам само да ви кажам дека комшиите мои денес имаат час по солфеж, наставничка Кате го учи Ненад. Абе, ти само нешто се буниш цело. Ама само ги откриваш сите лако. Ја не знам зошто вие немате она како беше на училиште двочетвртински так. Ајде, Кате, пей. Јас од утре ќе барам параванов. Како беше? Ајде, Кате, пей, запеј, Кате. Ајде, ја ќе вежбам. Так. Во знакот на бум-бум, во очекување на новото издание на никој како? Не. А не. Чувај го за во емисија. Леле. Ова е диктаторова не водите.